Борче Стаменов или во Кавадаци, познан само како Боро, донере компјутер. Дали може да направиме еден брз рекапитулар на тоа што се до сега акцијата Донирај компјутер има свршено, завршено и оно што е предвидено? Накратко имаме до сега донирано 1919 компјутери, а ако гледаме на подолг план, покрај компјутери имаме донирано гарнитури, облеки за мали деца, имаме секоја година си правиме некоја акција кај што граѓански иницијативи, граѓани општо се вклучуваат со донација на овогодишни пакетчиња. Последната година имаме околу 450 задавања, што ги поделиме со компјутери што ги даваме, другите ги делиме со други општествено одговорни организации кои што беше OneCan и Љубезност од Скопје, со нив поделиме по 50 пакетчиња. Така да не можам да правам некој краток рекапитулар што сме направили и как сме направили, тоа се гледа, нели, по тоа што го објавуваме секојдневно, што ни е појака страна, нели, таа транспарентност што имаме со се што правиме. Правиме многу, дури не се ни памте и мислам дека граѓаните треба да се сведоци на тоа што го работиме. Колку брзо Боро може да ги оспособи компјутерите за разлика од оно што граѓаните го носат? Така. Па зависи у која состојба ни ги носат компјутерите. Обично не ни требаат повише од саат-два за еден компјутер да се редиме. Тоа нормално не се должи само на Боро, се должи и на тоа дете таму што седе Жике Коцев и тоа што е пред вратата Драган Ризов. И нормално и на сите практиканти и волонтери што идат од индустријската школа, со кои што имаме подпишан меморандум за соработка, тоа се 25 на број. Обично да, толку не треба. Значи од пола саат до саат време за една машина комплетно да се среде, да се спакува кутија и да може да биде спремна за испорака. Испораката нормално си ја правиме со соработка со Екологистик, виш 3 или 4 години, кај што нели сите наши донации бесплатно се испорачуваат до сите семејства кои што имат потреба од компјутер. А кога се донациите во прашање, на кој начин луѓето се пријавуваат или ти јавуваат каде треба да стигне? Значи, процесот за пријавување е доста едноставен. Сето се одвива преку страната на Facebook што е направена Донирај компјутер. Секој што сака да добие компјутер, едноставно треба да приложи било каков доказ дека семејството му е од социјално загрозен карактер. Без таква потврда, значи ние не може да даеме компјутер. Тоа и се должи на тоа што го спомна пред малку за таа доверба што ја имаме и од граѓани и од институции. Кај што нели секоја наша донација се знае у кој град отишла, колкава бројка отишла и отприлика тоа е тоа. Тие едноставен е процесот. Некои се јавуваат и по телефон, треба да знаат дека по телефон не може да завршиме работа, затоа што јас не ги познавам сите луѓе од цела Македонија и вака е поедноставно кога си имаш се црно на бело да знаеш точно кај си дал и што си дал. Имате сега и мала помош, колку што знам, Донирај компјутер си доби сопствено возило. Така, да, возилото го добиме у соработка со eCrowd, тоа е страна кај што физички лица, компании и граѓани може да донират средства за иницијативи што мислат дека заслужуваат нивна поддршка. Возилото го добиме за многу краток временски период, ја дури се зачудив. Имаме некоја временска рамка од 2 месеца, кај што мислиме дека нема да ги собереме средства, а уствари ги собраме една недела пред тоа. Нормално благодарно до сите што донираат и до Шпар Каса лизинг, кој што покрива околу 40% од сумата за набавка на возилото. Доста ни олесни тоа возило цела работа што нели имаме состаноци по Скопје речиси секоја недела по 2-3. Друга убава работа што деси покрај возилото е компанијата Дади Компани од Скопје вајда се, имат бензинска пумпа тука на после градско. Имаме 10 денара боневи или како се кажува тоа гратиси ваучери, 10 денара месечно да ставаме бензин од кајник, така да се редат коцките полека сами. Кога сме кај коцките, да спомнеме нешто што допрва треба да се случи. Треба да се случи еден ивент, настан на 3 септември. Да. Што, како, кога? Па тие евент не беше планирано уште пред 2 години, кога сакаме да правиме нешто како прослава за 1500 донирани компјутери или 1000 мислам дека беше. Но нели поради коронавирусот не ни беше така ујгун да не кажам како да речки да ги делиме луѓето на вакцинирани и невакцинирани и потврди и не знам што и го откажаваме едноставно. И нормално тоа се погоди и со мојот роден ден, така сакав да си го направам повесел, да се издружам со сите што ме знаат и што не ме познават, да се запознаеме. Тоа ќе биде целодневен настан, ќе биде на локацијата е после споменикот на 12 младенци.
Ќе биде целодневен настан, значи почнува негде од 12 сатот со настап на ендемски вид, кавадаречки бенд. После тоа имаме околу пол час доделување на благодарности на тие фирми што ни помогнале и нормално и граѓани. После нив настапуваат Бадасал, па ги имаме Брокдаун бенд и како специјални гости ни спојуваат Last Expedition од Скопје. Они ќе имат кратка представа, да не кажам. После тоа имаме уште 4 диџеи локални од Кавадарци, Лако, Фрик, Веселинов и Метамил, мислам дека се викаш последниот дечко. И го правиме чисто за конечно да се видиме како луѓе, знаеш, дека Боро постои и тие луѓе што донираат стварно постојат. И сега самиот кажа роден ден ти е да си го прославиш роденден, што треба човекот, односно луѓето да донесат да ти го честитат роденден. Ништо, само треба сами да се донесат, ништо повеќе не треба да донесат.